Последни вести денеска добро вечер. Под мотото "Системот убива, институциите молчат", во Кочани доцна попладнето содржа 6-тиот протестен марш за ангелите, што го организираа семејствата на починатите во пожарот во клубот Пулс. Во долга колона, во која поддршка дадоа и членови на движењето кое следен, но и граѓани од други градови во државата. Во 16 часот и 5 минути учесниците тргнаа од паркот на Револуцијата кон трговскиот центар, општина Кочани, полициската станица и основниот суд и обвинителството. Со транспаренти "Нема трагедија, има злосторство". Пожарот ги зеде телата, системот ги уби душите. Присутните го искажаа незадоволството од како што порачаа бавната и задоцната реакција на надлежните институции. Маршот заврши на почетната точка во паркот на Револуцијата, каде што присутните со едноминутен молк во чест на починатите, а потоа и со громогласен аплауз им искажаа благодарност на учесниците кои им даваат поддршка на семејствата. Кога требаше да живеат, кога се школува, јас сум татко, ова се вика Андреј Стојанов, по занимање програмер, вработен во АСЕКО во Скопје, работеше таму година и пол и кога се спремаше сега за постдипломски студии и ситуацијата ни уништи се. Немам зборови што да кажам, толку сум огорчен и толку сум разочаран што ситуацијата е за нас, што ви викам, ние сме фигури само, фигури. Модернизација на вооружените сили, подлабока интеграција во НАТО стандардите, инвестиции во инфраструктурата и во здравството ќе донесе новиот стратешки договор меѓу Македонија и Велика Британија. Презентирајќи ги деталите, премиерот Мицкоски договорот го оцени како втор столб на меѓународна позиционираност по стратешкото партнерство со САД, но и основа за инвестициски циклус од 6 милиарди евра. Модернизација на вооружените сили, длабока интеграција во НАТО стандардите, зголемување на безбедноста на границите, посилна економска соработка, инвестиции во енергетиката и здравството. Ова се само дел од придобивките кои Македонија ќе ги има од договорот за стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Премиерот Христијан Мицкоски, кој денеска заедно со амбасадорот на Британија во земјава, Метју Лосон, ги презентираа деталите. Овој договор го оцени како втор столб на нашата меѓународна позиционираност. И двајцата се согласни дека стратешкото партнерство меѓу двете земји не е само на хартија, туку тоа е доказ на посветената работа и меѓусебна соработка. Британскиот амбасадор дециден, договорот не предвидува изградба на кампови за мигранти во Македонија. Ќе возможи најсилна досега економска соработка меѓу двете влади, вклучително и во капитални инвестиции во инфраструктурата и здравството и енергетиката понатаму. Ќе засили соработката во областа на образованието, дигиталната трансформација и иновациите. Ова што се постигна представува втор клучен столб на нашата меѓународна позиционираност по стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави. Овој договор е голема потврда дека нашата држава чекори по патот на стабилноста, безбедноста, развојот и европската иднина. Исто само е друга приказ на тоа што се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам навистина да бидам јасен во тој дел, затоа што оно на што се договоривме е дека ова е широко партнерство во однос на безбедноста, трговијата, одбраната, образованието и инвестиции. Во овој договор се работи за соработка меѓу полициските сили и подобро справување со криминалните банди и групи. Меѓу другото, ова ќе биде основа и за новиот инвестициски циклус од 6 милиарди евра. Пари со кои треба да се изгради брзата железничка пруга од Табановце до Гевгелија, да се заврши проектот за клиничката болница Штип, заедно со зградата за новиот медицински факултет, болницата во Кичево и онаа во Тетово, а во иднина според најавите ќе се инвестира и во енергетиката. Но под кои услови овие средства ќе стигнат во земјава засега останува непознато. Мицкоски вели, контурите се исцртани, но не се финиширани, уверувајќи дека ќе бидат најдобри услови до сега. Реперни е Еурориборот,
Реперни се два фиксни параметри, а тоа се грејс период и долг период на отплата. Очекувам да бруто домашниот производ побрзо расте отколку долгот, така што очекувам дека во крајна смисла ефектите ќе бидат со намалување на јавниот долг, а не со зголемување, бидејќи станува збор за инвестиции капитални, не станува збор за поземување пари за трошења, социјални трансфери и така натаму. А знаете, во градежништвото парите најмалку три пати се вртат. Така што јас не очекувам да има некакви импликации во тие параметри, уште повеќе што првата фактура би требало да стигне на почетокот од 2027 година. Договорот, како што беше посочено, е резултат на повеќе месечни интензивни преговори меѓу дипломатски и експертски тимови од двете страни, а истиот ќе биде потпишан во Лондон. Поранешниот министер за информатичко општество и администрација од редовите на Алијанса за албанците Азир Алиу, кој застана зад Таравари за време на конфликтот со Зијадин Села, попладнево соопшти дека нема да го следи примерот на Таравари и дека останува во влен. Верувам дека определбата за промена во општеството не се напушта при првиот отпор, туку се гради со уште повеќе работа. Со голема почит кон председателот на партијата и неговото право на политичка проценка, чувствувам должност јавно да кажам дека јас ќе продолжам да бидам дел од процесот што го почнавме сите заедно во влен и во оваа влада, напиша Алиу на Facebook. А дали и вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај ќе го следи примерот на Азир Алиу, се уште нема официјална потврда, иако и тој на Facebook индиректно најави такво нешто. Тој објави фотографии од средбата со косовскиот премиер Курти во Приштина, на која присуствува и Алиу. Во зората на овој ден, заедно со некои идеални пријатели од Алијансата за албанците, тргнавме по патот кон Приштина, поминувајќи го автопатот Арбен Џафери. Пат кој што за нас не е само инфраструктура, туку и символ на нашата духовна и национална врска, напиша на Facebook Фетај, за кого се погласно се шпекулира дека ќе го напушти Таравари и ќе остане во владата. Над 15.000 кандидати се пријавени за полагање на годинашната државна матура, што ќе се спроведе на 31 мај и на 11 јуни. Како и минатите години, најголемиот број избрале да полагаат англиски јазик како втор екстерен испит. Од Државниот испитен центар уверуваат дека ако немаат просторни услови во своите училишта, учениците ќе полагаат на факултетите. Идејата за поставување блокатори за мобилни телефони нема да се реализира и овој пат. И покрај тоа што во минатото имаше случаи на групни препишувања. Учениците ќе полагаат во зависност од просторните услови кои што ги нудат нивните училишта или во нивните училишта или пак на факултетите, така што остваривме соработка со повеќе факултети широм целата држава. Ќе има на повеќе факултети полагање на испитите од државната матура во јунскиот испитен рок. И тоа беше последната содржина во вестиве. Пријатно.